Dobar den. Dobro dojdovte na programata Vo Fokus со Silvana Pavlovska. Danes je nedela 1. septembri 2024 godina. Ova programa se emitува od Melbourne, Австралија. Денес ќе споделиме една вест која што ни доаѓа од ценетиот и почитуван драги Аргировски, пензионер, меѓутоа новинар, кој што се уште се занимава со новинарски активности, иако е во пензија. Неговата колумна се вика Колумна Плюс на Драги Аргировски и во неа тој не известува дека деновиве се славеше 80 годишен јубилеј на Македонската радио телевизија, развоен пат со историско значење за респект, вели тој. Годинава се навршуваат 80 години од создавањето на две многу значајни македонски новинарски изданија, тоа се Македонската радио телевизија и најстариот македонски дневник Нова Македонија. Првиот број на овој весник беше објавен на 29 октомври 1944 година. При крајот на истата година, на 28 декември, во етерот прозвучи легендарното Зборуе Радио Скопје, Зборуе Радио Скопје. И со тие зборови, писателот Владо Малески, тогашен директор на Радио Скопје, го започна радио преносот од второто заседание на АСНОМ, што се одржуваше во ослободениот град на Република Македонија. Со тоа се удрија темелите на светлите денови на македонската радио и телевизија. Во време на успешниот развој на Радио Скопје на Марксова 17 на 1 септември, значи на денешен ден, 1906 година започна со работа првата редакција на телевизијата во состав Димче Божиновски, уредник раководител Димче Марковски и Драги Аргировски, новинари, Благоја Прличков и Димче Гачевски, сниматели. На состанокот, откако ни се врачија решенија за професионално ангажирање, не известува тој за значењето на новиот аудиовизуален медиум, говореше директорката Веселинка Малинска. Истиот ден со филмски камери Пајар Болекс, така наречени, беа снимени двата први ТВ прилога за почетокот на училишна година во Скопје и за временската состојба во првиот ден на месецот, зашто илустрација беа луѓе што шетаат на плоштадот и на железничката станица. И двата прилога, како прва продукција на ТВ Скопје, беа емитувани во дневникот на ТВ Белград во заедничка програма на Југословенската радио телевизија. Со тоа, де факто, се роди и македонската телевизија, меѓу првите на Балканот. Пред тоа, есента во 1957 година започна со работа телевизија Загреб, а во 1958 година почна емитувањето на ТВ Белград и ТВ Љубљана. Во тој период кај нас интензивно се работеше на поставување ТВ репетитори на Пелистер, Солунска глава и на Водно, со што се овозможи подобро гледање на ТВ програмата во Битола, Прилеп, Скопје, Велес, Куманово и други градови. Тогаш во нашата република имаше мал број преплатници со телевизори, се емитуваше главно италијанската телевизија РАИ, а позначајни настани и спортски надпревари масовно се гледаа во салите на рестораните. Битно беше што од септември 6 година започна секојдневно да се снимаат и емитуваат сите значајни настани во Република Македонија. Во тоа време во МРТ постоеше компактност и забележителна трудолюбивост и ентузијазам. Видно беше настојувањето да се оствари што поуспешен старт на телевизијата, мощне значајно информативно, културно, забавно и образовно средство. Како млад новинар, месец дена бев на телевизиска специјализација во ТВ Белград, при што финесите на новиот медиум ги осознав во практика, работејќи со веќе афирмирани ТВ лица, уредникот на ТВ Дневник Скале Митич и спикери и водители Миќа Орловиќ и Лилјана Марковиќ. Имав чест и големо задоволство на 31 март 61 година да го подготвам и првиот ТВ прилог на македонски јазик. Во студиото на ЈРТ во ТВ Белград директно во живо говорев за активноста на младите во Македонија, а прилогот беше со убаво монтирана филмска илустрација од Кумановска бања,
каде беше главниот штаб на Сојузната младинска работна акција Братство единство за изградба на автопатот Куманово-Миладиновце. Во ТВ Дневникот прилогот го најави познатиот спикер Миќа Орловиќ со нагласка дека за прв пат гостува новинар на телевизија Скопје. По емитувањето на Дневникот за успешниот настап, радоста беше споделена со сите присутни, меѓу кои беа уредниците Бранко Николиќ и Скале Митиќ. А чувствително обраќање имаше и Миќа Орловиќ. Во тие среќни мигови се чувствував прекрасно, вели драги. По телефон пофалби добив и од раководните лица и колегите од Скопје и од роднини и пријатели од мојот роден град Куманово. Во 61 година во телевизија Скопје бројот на вработени беше зголемен на 20-тина, меѓу кои новинарите Евгенија Кацаволу и Драги Новаковиќ. Режисерот Ацо Алексов, ТВ миксерката Елза Джувалековска, снимателите Добре Јаневски и Васе Василевски и други. На 13 мај 1961 година преку Белградско студио се емитуваше наша полчасовна емисија Балетски концерт со македонската примадона Елпида Паковска и Јован Пашти со најава на македонски јазик и Телоп, овде ТВ Скопје, почнуваме. Најавувачка беше Васка Тасевска, а водител Драги Новаковиќ. Емисијата безпрекорно ја реализираше нашата екипа во режија на Ацо Алексов. На пригодната свеченост за почетоци на ТВ Скопје говореа раководни луѓе од Југословенската радиотелевизија и директорката Васелинка Малинска. На 11 октомври 61 година преку ТВ Белград се емитуваше и целочасовна програма на македонски јазик посветена на 20 годишнината на востанието на македонскиот народ. При тоа, познатиот македонски новинар Драголјуб Будимовски имаше интервју со тогашниот председател на Народното собрание, се емитуваше репортажа за Прилеп, градот Првоборец и македонскиот игран филм Волчја ноќ. Во 62 година бројот на вработени во телевизијата беше зголемен на околу 40. Покрај дневни настани почнаа да се снимаат и документарни емисии и благодарејќи на сето тоа на 8 септември 62 година извршниот совет владата на Македонија донесе одлука авизото на Радио Скопје да се преименува во Радио Телевизија Скопје, значи РТС. Телевизијата се повеќе станува неразделен дел од животот на населението во Македонија. На 1 јуни 63 година, со припојување на скопската филмска продукција Технофилм, бројот на вработени во МТВ беше околу 120. Голем број од нив се истакнаа во информирањето на јавноста за скопскиот земјотрес, работејќи во многу тешки услови под шатори кај радиопредавателот во Маџари. Како солидна помош од РАИ и ББС беа добиени 2 репортажни коли што придонесе во новата локација во Долно Нерези да се уреди импровизираното телевизиско студио. Нова битка за развојот е добиена на 5 јуни 64 година со директен пренос освеченото пуштање во употреба на предавателот на Црн врв. Репортери беа Љубена Постолски и Илија Бадев, а водителка Бранка Станковска, на која јас се сеќавам лично како дете. Настапи камерниот квартет на Македонската филхармонија, а беше изведен и рециталот Игралито срце јунаково. Директниот пренос го реализира Ацо Алексов и Божидар Тодоровски Бодле со камерманите Љубомир Вагленаров, Добри Јаневски и Перо Стојановски, всушност, тон миксер Благоја Пекевски и видеомиксер Предраг Михајловски. Техничко водство беше на Ефтим Митевски. Во текот на летото директни преноси се вршеа и од спортски, фолклорни и забавно-музички програми на средбите на солидарност во Скопје. Во историјата на македонската телевизија многу значаен ден е 14 декември 64 година, кога беше емитуван првиот ТВ Весник на телевизија Скопје во трајање од 20 минути. Уредник беше Димче Божиновски, а спикери Бранка Станковска и Александар Ацев, а реализација на Ацо Алексов. ТВ Весникот се емитуваше 5 дена во неделата во 18:15
А во другиот дел на програмата имаше цртани филмови, детски и образовни емисии. Програмата ја најавуваше Снежана Липковска. Во 20 часот продолжуваше заедничка програма на Југословенската радиотелевизија, а на 5 март 65 година Македонската телевизија го освари првиот директен пренос од сала на четвртиот конгрес на СКМ, што се одржа во Скопје. Истата година во октомври директно беше пренесуван и фудбалскиот надпревар Вардар Црвена звезда со коментар на Атанас Костовски и реализацијата на Велјо Личеновски. Развојот е се поевидентен. На 1 јануари 71 година ТВ Весникот почна да се емитува од 20 часот. На 2 август 75 МТВ го реализираше и првиот директен пренос во колор од светското првенство на кајак на диви води. Набргу потоа и ТВ Дневникот почна да се емитува во боја. Се сеќавам јас на тоа. Своевиден успех беше кога на 27 септември 86 година програмата од Долно Нерези непрекинато почна да се емитува од новиот РТВ Дом во центарот на Скопје. Ова значајна задача успешно ја остварија наши технички кадри под инженерско раководство на Миле Илиевски, Диме Илиев и Калина Сливовска. Во меѓувреме беа формирани редакции и програми на албански и турски, потоа и на ромски, влашки, српски и бошњачки јазик. Ова е само мал избор од изминатите 8 децении успешен развој на македонската радио и телевизија со остварен спој на сегашноста, минатото и иднината. Впрочем, Радио Скопје 80 и телевизија 64 години создадоа историска ризница на емисии и документи, а стана и значаен расадник на кадри за новинарство и за други значајни обштествени дејности во нашата земја. Автор е новинар, публицист, еден од основоположниците на МТВ, а тоа е господинот Драги Аргировски. Да додадам јас дека Македонската радиотелевизија ни даваше огромна подршка и подкрепа кога јас со мојот брат, нашата Нина и сопругот Ѓорги Илиевски, ја започнавме првата радиопрограма на македонски јазик во 1977 година во Брисбан, Куинсленд. Секако дека Македонската радиотелевизија со која што соработувавме, не снабдуваше со разновиден материјал кој што можевме да го користиме и го користевме и нашата програма беше уште повеќе збогатена со од нивната подршка и подкрепа. Така да благодарност изразуваме до нив, а и не само тоа, со моето преместување и запишување на универзитет во Мелбурн и продолжување на мојата новинарска работа во Радио 3EA, а потоа во SPS радиото, продолживме и понатаму таа тесна соработка со Македонската радиотелевизија и јас за тоа сум им благодарна многу. Му благодариме на нашиот драги Аргировски за оваа колумна. Се надевам дека колумната ви беше интересна и она што јас сега на крај го кажав исто така ви е интересно. Тоа се многу години на една посветеност, на една кариера, на една професија. И ете, господинот Аргировски се уште е активен, иако е во години. И ако сакате да проверите, има слики на интернет каде што можете да го видите него како го чита дневникот, кој што тој и другите негови колеги го составиле, а има и слики од други луѓе. Така да, се посетиме на нешто што игра огромна улога во развојот на нашиот јазик, на нашата култура, на нашата историја. И со ова сакаме да оддадеме една голема почит кон сите тие што се основоположници и оние кои што дошле после тоа, кадрите и оние што се сега. Една од нив би сакала да спомнам, а тоа е колешката со која што за среќа имав средба кога бев ланската година во Македонија.
I naneze su mi mnogo blagodorna. E, Tako da e, se gleda следниот пат кога сме во Скопје. Или ако вие дојдете овдека. Ви благодарам уште еднаш. Ја следевте програмата Во фокус со Силвана Павловска. Довидување.